Динамиката на нашето патување низ Турција дозволува само мала пауза за кафе, бидејќи не чека посетата на нашите следни локалитети. Првиот е туристичката населба Кемер. Оддалечена е околу 40 километри од Анталија и едно од прекрасните места на 250 километарската Анталијска ривиера. Додека брзо патуваме кон нашата следна дестинација, до мене е професор Колчаковски, кој гласно објаснува. Западното крајбрежје на Анталскиот залив, кој е дел од Медитеранското море, има мощна погодна географска положба, топло море, а над него високи планини, особено Олимпиос, со над 3000 метри височина. Резултат на ваквата положба е тоа што уште во мај може во еден ден да се оди на капење, а истовремено и на скијање. Мощно, интересно и необично. Особено интересна за нас беше посетата на археолошкиот локалитет Мира. Карпест одсек изгледен со повеќе гробници кои потекнуваат од 4 век на новата ера. Во тоа време многу се верувало во задгробниот живот. Личат на палати, украсени со епитафи, за тоа кој го градел, неговата биографија, колку пари се потрошени, нам не ни е познато. На север од Мира се наоѓа црквата Свети Никола. Во неја е и гробот на овој светец, заштитник на децата и поморците, а затоа црквите се граделе покрај пристаништата за тие да се помолат пред да тргнат на пловидба. Во 11 век, во 1078 година, крстоносците ја ограбиле црквата и моштите на Свети Никола ги однеле во италијанскиот град Бари. За оние што го слават овој светец, или оние што го носат неговото име, како што беше случај со професорот Никола Панов, е посебно доживување од проста причина што е убаво чувството да се види и дознае од каде потекнува светецот Свети Никола.
Како што се мешаат чувствата од изворено уредените градови во Турција, така се мешаат чувствата од пейсажите, од бујната вегетација од медитерански тип до карпести предели со зимзелени дрва и изворедни училишни примери, многу корисни за идните професори по географија. На геолошки форми, карактеристични за карстните предели, измешани со снежни наноси, со еден збор, климатски карактеристики за сите годишни времиња. Иако за представување на овој предел ми беа планирани неколку минути, сепак не можев да одолеам на прекрасните контрасти на пейсажните релиефи карактеристични за овој дел од Турција, поточно Анадолија. Просторот што го минуваме и го регистрираме беше над 6000 километри. И додека грабиме километри до нашата следна дестинација, ќе ви представам нешто што не може да не се забележи. Тоа се уреденоста и функционалноста на бензинските пумпи. Безпрекорно чисти, содржински уредени со сите неопходни придружни објекти. Убаво уредени ресторани, шопинг центри, ВЦ објекти и се разбира што е мощно необично за нас, а нормална работа за вработените на бензинските пумпи, што по секое ставање на гориво задолжително е чистење на возилото. За нас незамисливо, но има време, може би и ова ќе го научиме. На разграноците од планинскиот венец Торос се наоѓа најголемиот град во Анадолија, градот Конја. Конја е главен град на турските селџуци уште од 11 век. Градот имал бурна историја, бидејќи низ него поминувале и оставале траги разни војски со различни култури, но сепак во ова свето место за муслиманите доминираат џамиите со својот импозантен и монументален изглед. Целта на нашата посета на Конја е прекрасно уредениот и единствен по својот изглед Мевлани манастир претворен во Мевлани музеј. Ретко убаво уреден музејски простор, како однадвор, така и однатре, сите вакви објекти турците знаат убаво да ги одржуваат, ама и добро да ги комерциализираат, бидејќи за посета на овој објект треба да платите 15 евра. Пресметајте тогаш колку пари се собираат само за еден ден, кога за посета на овој музеј се чека на ред. Како и во секој верски објект во Турција, така и овде задолжително е да се влезе внатре, ама без обувки.
Во музејскиот простор доминираат добро сочуваните саркофази на видни луѓе од историјата, голем број вредни предмети, корани од различни временски периоди. Особено убаво е уредена дервишката соба во која е прикажан ритуалот на познатите селџуски дервиши. Конечно, по долго и српувачко, но пријатно патување, стигнавме до единствената и неповторлива Кападокија. Вулканските ерупции со својата магична сила пред 3 милиони години го создале овој град на величествени фигури. Вулканскиот туф, лесен за обработка, и човековата рака заедно со природата ги создале овие објекти во кои што се одвива животот, особено на монасите. Во овој музеј на отворено, достапни за разгледување се околу 10 цркви, кои потекнуваат од периодот на 6 до 12 век. Некои од нив се добро сочувани, но поголемиот број се видно оштетени, особено нивните фрески. Овде нашата снаодливост дојде до полн израз, бидејќи за секоја црква требаше дозвола за снимање, за која, се разбира, требаше дополнително да се плати. Зборовите овде веќе се излишни. Величествено и единствено. Повелете, уживајте. Кога сите помисливме дека завршивме со разгледувањето на овој природен феномен, одеднаш пред нас се појави прекрасната долина на розите. Долина која била зафатена со странична ерозија, лево и десно од речната долина, и создала форми на фигури кои се секоја приказна за себе, со еден збор, со чувство како да се наоѓаме на некоја далечна планета од универзумот.
За да го завршиме овој приказ на градот од фантазијата, отидовме до градот Зелс, музеј на отворено во кој животот се одвивал се до 1950 година, кога градот бил зафатен со силен земјотрес, кој оштетил многу објекти што подоцна биле напуштени и претворени во музеј. Во 1963 година сосема случајно е откриено уште едно од многуте чуда во Турција. Тоа е подземниот град во градот Дерникој. За посетителите е достапен од 1965 година. Во овој град подземја има 8 ката. Во нив има комплетно уредени простории за живење, кујни, цркви, магазини за храна, бунари за вода, кои денес се користат. А што е наинтересно и предмет на натамошно истражување е системот за вентилација, кој е голема загадка како можело да се живее на длабочина и до 85 метри, со систем на вентилација направен рачно во суровиот карпест предел. Голема загадка за сите остана како можел човек во тие времиња да изгради вака чудесни објекти за живење. Одговорот го наоѓаме во гласното размислување од тоа, маката и желбата за опстанок од истребување до умови кои пред многу векови умееле да конструираат вакви чудесни објекти. И уште нешто. Овој подземен град може да го видат само најупорните, бидејќи во поголем дел од неговата посета треба да се лази. Многу малку лица од нашата екипа се откажуваа од оваа посета на уште едно од чудата на Турција.
Езерото Ѓоли Тоус, што во превод значи солено езеро, е едно од најсолените езера во светот. Од минералите е најзастапена етварската сол. Инаку езерото е долго 80, а широко 45 км, со најголема длабочина од 2 метра. Сместено е на надморска височина од 900 метри и во него нема ниту растителен, ниту животински свет. Под влијание на природните фактори се создаваат карпи од кристализирани минерали, а нивната дебелина е од 5 см до 2 метра. Од езерото не истекува ниту една река, а има мал број планински притоки. Снаодливоста на турците овде доаѓа до полн израз, бидејќи користејќи ги овие дарови на природата, наоѓаат добар извор на екзистенција, правејќи голем број солани во кои се добива квалитетна ротарска сол.